Се поголем е бројот на самите земјоделски производители кои ги користат самите вештачки ѓубрива, дали се тоа кристални или во гранулатна форма, дали станува збор за употреба на фунгициди, мислам дека се поголем е бројот на самите земјоделски производители кои што се жалат на недостапноста спрема процентот на застапеноста на активната материја и нивната функција. Што значи тоа? Дека се поголем број на земјоделски производители, ако го стават оној процент на ѓубриво или онаа количина колку што е потребна на одредена површина, го нема ефектот од самото ѓубрење. Истото се случува и со употребата на фунгициди. Дали станува збор за фунгициди или за инсектициди, мислам иста е состојбата, мислам дека и тука се губи процентот на активната материја, па така ако земјоделскиот производител го употреби оној процент со кој треба да биде искористен самиот препарат, мислам дека ефектот го нема и затоа се поголем број на земјоделски производители се приморани да ставаат поголеми количини на самите препарати од дозволената доза што е припишена во упатството на самите препарати. Кој треба тоа да го регулира? Кој тоа треба да го контролира? Дали притискате пред институциите тоа да се реши, да се утврди што всушност користат земјоделците? Со самата најава и со самото известување до надлежните институции, пред се инспекторатот за земјоделие, мислам дека во немал случаи и они признаваат дека не е соодветен процентот на активните материи, дали станува збор, пак ќе кажам, за процент на ѓубрива застапеност со оние елементи или за процент на застапеност на активна материја на фунгициди и инсектициди. И тие сами признаваат, меѓутоа мислам дека има пропусти баш во тој сегмент и мислам дека во иднина неминовно е да се води грижа при самиот увоз на сите тие репроматеријали, дали соодветствува процентот на самите активни материи на самите препарати и ѓубрива, бидејќи мораме да кажеме дека ако се придржува самиот земјоделски производител до оние количини или на употреба како на ѓубрива, така на хемиски репроматеријали, мислам дека ефектот нема да биде успешен во нивната употреба. Најголемиот процент во употребата како на заштитни средства, така и употребата на хранливите елементи се однесува од типот на органско производство. Меѓутоа, сите оние земјоделски производители, морам да кажам, ги жалам што употребуваат тип на ѓубриво од гранулатна форма, бидејќи тука станува збор за најголем процент за употреба на песок или, како што реков, некои си ситни камења, бидејќи процентот на активната материја на застапеност на елементите во овие ѓубрива, мислам дека не соодветства со процентот кој е нагласен на самата етикета.